Министерот за здравство Фатмир Меджитои денеска не откри никакви детали за скандалот на онкологија и по цела недела од претресот на клиниката. Нема епилог за истрагата. Кој манипулирал со последната надеж на болните? Дали имало препродажба на цитостатици? Со какве терапија се лекувале пациентите и колку години траел тој криминал? Ова се прашања за кој одговор нема. Министерот за здравство, како и пред 5 дена, стои иста изјава. Уверува дека ќе се најдат виновниците и ќе одговараат. Тука сме за се да придонесеме за случај што побрзо да се реши, а ви гарантирам како министер за здравство дека ќе има разрешување на случај и нема целата ова лекарска фела да биде под притисок, ќе има точно име и презиме кој се огрешил и тој ќе сноси последици. На министерот после скандалот со онкологија му текна дека треба да се фати за работа и најави дека најдоцна до нова година на Скопска онкологија ќе се активираат нови акцелератори, а за неколку болници ширум државата рече дека ќе добијат онколошки центри за пациентите да не патуваат во Скопје. Размислуваме уште понатаму, значи дека ова да направиме уште неколку центрови низ Македонија, што веќе се работи, имат и кадар, имат, ако треба и дисперзираме од клиниката за онкологија на тие центрови, тоа е, значи се подразбираш. Ти кажав, тетово брзо ќе биде ставено во функција и битола. Јавноста бара одговорност и рачистување на криминалите за кој аларм имаше од поодамна. Конкретно од опозицијската ВМРО ДПМН, која предупредува дека одговорноста е и политичка во највисоките ешалони на власта. Од опозицијата се сомневаат и за можно влијание во истрагата од страна на владата. 6 години като системот е исклучен, со години се укажува на криминалот, има случаи на фатени кражби и продажби, се менуваат директори, ама никој, баш никој, ниту владата, ниту министер, ниту доктор, ниту обвинителство не прашува зошто като системот стои исклучен кога е купен и не се враќа во употреба. И сега, откако грозоморијето со трговија со животи на онкологија излезе во јавност, на министер за здравство му текна дека има систем што спречува крадење, па како вели ке се обидел да го вклучи. Јавноста не се смирува за громорузниот скандал кој е идентичен на геноцид. Изминатите денови се слушнаа многу потресни сведоштва и судбини. Пациентите и нивните најблиски очајно бараат правда. Онколошките пациенти најавија протести во иднина, како и понатамошни средби со обвинителство, се додека не се расчисти случајот.